Името на Атанас Костовски во нашата јавност, посебно помеѓу постарите граѓани, секогаш се поврзува со спортот и актуелните случувања на спортски план. Тој е еден од легендите на македонското спортско новинарство, чиј глас и лик, иако десетина години не е присутен на телевизиските екрани поради заминувањето во пензија, сепак им е останат во трајно сеќавање на повеќе генерации гледачи. Во овој осумаголник со Атанас Костовски разговараме за неговите спомени за Кочани, за спортскиот живот во градот пред 60 години, за другарувањето со кочанци и за сето она што го исполнил богатиот новинарски и животен пат на еден успешен човек. Костовски, добре дојде во Кочани. Како се вика она, ме подмлади, на ти ке збориме, не? Да. Ме помлади од прилика за едно 58 години. Не е малку, половина век и повеќе од половина век. Па неубавите години, а тоа е рана младост, од 1951-1956 година ги поминав овде. Кои беа причините во Кочани да се дојде? Па јас сум генерација прва македонско школа, 1944 година. Во моето Пекчево само до трети клас. Тоа му доаѓа 4 плюс 3, 7 години. Значи немало ни основно училиште? Не имаше основно, реков до трети клас. До трети клас, така. А во гимназија, значи требаше следниот клас е четврти. Во Берово, во Делчево нема, единствено во Кочани, гимназија. И мои соученици кои отидоа во средни училишта, тие добија заработи една година. Средното 4 години, а ние во гимназија моравме четврти клас, 5, 6, 7, 8. Значи, тоа е период, ајде да паметам дека се на некој начин нормализира односите Југославија, СССР, СФР. Хрушчов дојде во посета на Белград, тоа е 1956 година, тоа ми остана, значи, добро е, нема да ни се случи Тампере. Тоа беше Олимписки игри 1952 година, фудбал, Југославија, Советскиот сојуз. А па едно 10 минути пред крајот 5-1 за Југославија. Некој си Бобров играше и хокеј, сега наскоро Лесна Муземија почина, постигна 4 гола 5-5. Ама на вториот надпревар Југославија победи со 3:1 и ми останало во сеќавање една карикатура. Сталин слуша пренос, радио, и после на 3:0 со секира го крши радиото. Тоа е време кога викавме да живее Сталин, а потоа почнавме долу Сталин. Како беше во Кочани во тие години? Каде живеевте? Како течеше школување? Многу убаво. Се патуваше од Пекчево за Кочани преку Бигла. Оној стар макадан пат, со многу дупки, со многу прашина. И немаше автобуси. Имаше камиони со церада, а потоа и стигна и автобуси следните години. И ние од Пекчево, од Берово, од Делчево, секоја сабота го чекавме автобусот од нашите краишта. Секој си го познаваше своето торбиче. Родителите ни праќа нешто за јадење. Менито во интернатот, имаше интернат и не беше така богат. Доминираше оризот, ама кога е и за доручек и за вечера, сепак треба и нешто да се промени. Ако ја спомнав, мислам, не постои веќе интернатот. Тука беше еден близината фоторепортер или фотограф, не фоторепортер, фотограф Дончо. Интересно за него, полагавме народна техника. И сега ред се редиме тамо кој да положи и еден по еден излегуваат. И што е паднав? И што е штосот? А Дончо
ке рече, ајде запали го светлото, падна фотографија, ова е лист, хартија падна. Ако пушти светло, ќе се освети хартијата, нема. И ја дознав дека тоа е така и не викам, не може да пушта светло, ќе се осветли хартијата. Положив. Дури на една екскурзија, кога поминавме низ цела Југославија, колегите мои, јас немав, ама сите носеа по едно 5, 6, 7, 8, 10 кила ориз. Знаете, во риека, да речеме, каква цена имаше. Тоа беше сребро. Повеќе, ајде не речам злато, голема вредност имаше. А мене ми даде апарат да сликам екскурзијата и ми го плати патот. Джепрлак, тој е првиот джепрлак што го заработив. Потоа тој се разбира, го разви филмот, направи фотографии и се работи на таа екскурзија. Немаше фотографии, немаше апарати многу тогаш. И кога веќе спомнувам за првиот джепрлак, а вториот ми беше од онаа позната парола да живее 1 мај, да живее 29 ноември, Тито Лазо. Убав ракопис имавте, па ги пишував? Убаво цртав, убаво пишував. И тука сега кога доаѓав, има уште од земјоделското стопанство едни керамиди. Се сеќам со креда, па потоа ја пополнувавме она, пишував да живее 1 мај. Борче, професорот, беше учител по цртање и на некој начин, благодарение на него, добиваме некој ситно динарче, динари беа тогаш, доволно да се иде на кино или така да се купи вестник. Се исплатеше, имаше многу празници, многу излози, многу празен простор да се пополни со она да живее, да живее, да живее. Учевте класична гимназија во Кочани? Класична гимназија. Почнавме во на старото училиште. Некогаш беше Моша Пијаде, па сега е Денис Никола Карев, така, за да, а Лјупчо Сантев, ние сме првата генерација во новото што заврши. Во Лјупчо Сантов, значи? Да, тука полагавме матура, она на 8 клас, после 8 клас, немаше она, како се вика сега, екстерни испити, такви, меѓутоа имаше, тешко беше. Јас не бев некој од оние од првиот ред на, освен македонски, кај што имав вака секојаш висока оценка, домашните, односно писмените задачи ми беа вака меѓу подобрите или најдобрите. А интересно е, имавме многу добар хор. Поведуваше на училиштите надпревари во Македонија и ми беше многу жал зашто немав добар глас. Сите кои пеа во хорот добија убави кошоли и панталони. Добро, ма... И јас се разликувам, немав тоа. Ама гласот подоцна стана препознатлив и верувам дека луѓе нема што не знаат да го препознаат гласот. Гласот е препознатлив, да, а сепак е врзано со Кочани. Так. Љубовта кон новинарството тргнав од овде. И интересно дека првиот мој новинарски труд е карикатура. Во оној наш интернат, сега таму има стамбени згради, јас имав кревет до самата врата. Имаше еден силен дожд, немаше такви поплави како сега, меѓутоа покривот веројатно имаше некои дупки и јас се разбудив од вода, од дожд, наутро гледам тече од нешто од озгора, од дождот се разбира. И нацртав една карикатура, спие ученик со отворен чадор. Како реакција на оно што се случи во Млад Борец, 53 година е тоа, 1953 година. И тогаш почувствував дека ова е голема сила, како ја викаат седма сила. Набргу по таа објавена карикатура беа прередени пирамидите на интернатот. Ама реакција од властите некакви? Па, лични? Па не, зашто дури
Потоа бе пофален. Јас сум тој еден од причините што се прередеа керамидите на покривот. Тоа била иницијалната каписла, рековте. Да, после пишував, имаше еден спортист. Па прачав некои дописки од овде, од Кочани, за спортскиот живот во Кочани. Сега, ако ви кажам дека од тој период најмногу осеќавам и останал со ученикот Драш Хаджи Василев. Познат спортист од Кочани. Тој беше не на Кочи, не во Македонија, мислам во Југославија, еден од најдобрите по мене голмани. Во ракометот пак, како да имаме сега еден Дражо во репрезентацијата на Македонија, на рамиште на Кирил Лазаров. Јас имав мерак голман да бидам. Ама се откажав, набргу. Дури носев во младинската екипа на Осогово. А зошто? Не може се споредувам со Дражо. Па како? Јас сум неписмен, не силна конкуренција, извореден голман беше. Тоа мислам, играше во победа, го чуваше голот, а знам дека го бараше и Црвена звезда. А во ракометот пак, не да Боже, да застанеш на голот. И ако те погоди со топката, боледување за цела недела, потоа мораше некој да ти пишува. Да, беше училиштиот живот многу поврзан со спортот. Така ли дојде новинарството и спортот? Да се определите во таа гранка во новинарството? Не, јас во новинарство се определив всушност 1952 година, оној надпревар Русија и Југославија во фудбал. Вујко ми имаше радио, слушав, сите преноси ги слушав. Знам на тој пренос Хрвој Мацановиќ и Радоје Марковиќ, изворедни радиорепортери. Радоје Марковиќ, па потоа стана и Пекчевски зет. Многу подоцна си ја сретна првата своја љубов, Донка се викаше се Зедоа. Радоје Марковиќ остана без глас на тој надпрев. Толку беше возбудив она серија од 4 гола на Бобров, па Хрвој Мацановиќ го заврши преносот. И некако фудбал од спортот ми легна на срце и чита тоа со Олимписки игри, па финале Пушкаш, тогаш беше сега скоро Хедикути ми се чинили, не знам кој последен почина од таа силна генерација на Унгарија. Во финалето ја победија Југославија со 2:0. Оној сребрениот медал остана за секојаш како потврда на една силна генерација која беа Беара, Станковиќ Црнковиќ, Бошко Хорват, Ѓајич, Огњаров, Ничич, Вукас Бобек, Зебец. Се памети таа генерација. Силна генерација, олимписка, мислам, селектор беше Александар Тинарич, сега има една серија во Белград за патот до Монтевидео. Многу добар фудбалер со Моша Марјановиќ. Не сум ги гледал, меѓутоа со Александар Тирновиќ имав можност и да зборувам малку подоцна се разбира. Мене ме интересира, во тоа време немало многу медиуми во Македонија. Едно радио, телевизијата се уште не била родена, можеби Нова Македонија вечер. Добро имаше Нова Македонија, имаше Обид, спортски вестник Спортист. Многу подоцна 63-та мислам се роди Вечер. Меѓутоа, најстариот вестник, да не заборавиме, не затоа што јас тамо работев, е Млад борец. Декако заборавивме, ако не се почитуваме историјата во случајот новинарството, не ни се пишува баш најдобро. Во март 1944 година на Шапилограф излегува првиот број на Млад борец. Интересно, првите 4 броја се на Шапилографа на 27 октомври 1944 во Врановци се печати Млад борец. Како предигра, 2 дена пред официјално да излезе, како што велиме, првиот македонски вестник, Нова Македонија. Значи, сепак јас на некој начин користам можност секојаш да кажам дека
Млад борец е првиот македонски вестник. Не дневен се разбира, меѓутоа првиот печатен. И многу подоцна се јави телевизијата, радиото постоеше од 44-та година. Телевизијата е од официјално 14 декември 1964 година. Неодамна се прослави 50 годишнината, на 28 декември па 70 години радиото прослави. Па сега можеш и да го сечеш, можеш и да го пуштиш. Ме поканија да идам да гостувам во телевизијскиот дневник на 14 декември, како човек од првиот телевизијски дневник. И седам дома, гледам дневникот во 13 часот, инсерти од првиот дневник, гледам, ме нема, исечен. Не знам зошто. Илустриран, може би. Не знам зошто. Инаку, во првиот дневник, спикерска двојка Бранка Станковска, Александар Ацев, уредник на дневникот коментари имаше Љубен Апостолски и уште Атанас Костовски со свој спортски дел од телевизискиот дневник. Се битуваше од 18:15 до 18:30. И јас која видов дека земале гума па ми избришале или ми исекле, им се јави, не доаѓам. Зошто? Така и така. Не ми се јавија веќе. А има инсерти во благодарен на Мишко Иванов, имаше една емисија Патот кон успехот, го пушти тој кадор. А и колегата што е право сега, Златко Калински, правеше една поширока документарна емисија за почетоците на спортското новинарство телевизиско. Ја емитуваше таа снимка од првиот дневник. Значи, постои. Меѓутоа, спортот е нешто, а таму каде што, ете, како се вика, во другиот дел од програмата, Атанас Костовски избришен, затоа што изгледа не го носи истиот дрес, со кој, ете, луѓето сега во моментот раководат во телевизијата. Во тој период немаше спортска редакција во македонската телевизија, малкумина беа спортските 1964 започна, значи, со работа телевизијата. Првиот пренос 1965-та Ватар Црвена звезда, 2:0, коментирав јас. И тогаш, година дена потоа, дојде по мене, по сите параметри, најголемиот македонски спортски интелектуалец, Никола Солдатов. А која велам, тоа треба да подкрепам. Да се биде на 20 и кусур години уредник на веселата емисија во време кога се караше Југославија со Советскиот сојуз, кога програм беше Тито Сталин, тој уредуваше најслушаната емисија на радиото. Денешно Хихирику, продолжение на Хихирику. Потоа оние емисии вие пред микрофонот и така натаму, значи тој дојде во спортска, па колегата Иван Мировски, двајца да се починати, па некако сега таа тројка, па Ристо Ничевски, тој е починат, па Гоче Јанковски и веќе Зоран Михајлов, Драган Михајловски, Златко Калински, да не пропуштам нешто, Миленко Неделковски. А тој се сечува Миленко Неделковски, дојде уште кога беше во гимназија. Го донесе, ајде да не речам подрека татко му Борче Неделковски, судија, фудбалски интернационален, еден од поискусните на југословенските фудбалски простори и меѓу најдобрите. И рече, ова е син ми, сака да биде спортски новинар. Добро, кога ќе заврши факултетот, дека повели дојде. Беше спикер во радиото, а интересно цело време додека беше спикер во радиото, тренираше
преноси од Формула 1. И по мене тој е еден од најподготвените спортски репортери кои влезе директно на екраните со преноси од Формула. Работеше цела година и што викаме ние офтиуп, гледаше, пренесуваше и подготвен. Добро, сега не работи спорт, работи нешто друго, меѓутоа тој е еден од оние кои можеше да направи богата кариера во репортерството, ако се определеше само за спортското новинарство и репортерство. Спомнат беше овој надпревар Вардар Црвена звезда, прв пренос. Колку беше лесно во тој период? Ја немаше оваа техника денешна, компјутери, електронски врски? Само еден податок. Тоа е стариот стадион. Да. Градски. Многу, ја не знам зошто, кој погреши, зошто го урна. Можеше да се прави национални стадион тамо на Зајчев Рити, не знам, а тој да останеше Како спомен? Нека го спомен. Толку е потребата, па сега дури гледаме по 500-300 луѓе доаѓаат на фудбал. Не, убаво беше тој стадион, можеше да се модернизира, столчиња и така натаму. Имаше еден тунел од кај што излегуваа фудбалерите, ама тие излегуваат 40-30 минути, како замисла тренерот, на загревање. И ние сме сите помалку со трема, се раѓа нешто ново, правиме прв пренос, има слушалки, комуникација со режисерот Велјо Риченовски и го слушам, вели, на Љубомир Вагленаров, Црни, тоа е прва камера. Сега вика, прв кадар ке виде фудбалерите излегуваат од тунелот. А овој му вели, а чиче, не важи, тие се веќе излезени на терен. Сакам да речем, некои од камерманите учеа фудбал. Првпат беа и на фудбалски надпревар. Ево, Љупчо Вагненаров, извореден снимател, првпат на фудбал. И не знае дека тие ке се вратат, бидејќи завршува за сагревањето, нормално. Така да, со 4 и не 3 камери, бидејќи Раи, за време на земјотресот, поклони на телевизија Скопје, репортажна кола со толку камери и вака која зборуваме, најголемиот подвиг во тие први години на телевизијата беше 1968 година, кога телевизија Скопје правеше магнетоскопска снимка од државното првенство на Југославија во скијање на Маврово, или преведено разбирливо Републичко првенство на Словенија во Маврово, бидејќи словенците беа најдобрите нормално. И што направи нашата телевизијска екипа? Генерален директор е Матеја Матевски. Ама тој е од Никифорова, тука од тој дел. А председател на Скијачкиот сојуз на Македонија е Славко Матовски. Па со Заре Лазаревски, пријатели, ово, она, и ќе правиме пренос. Отидове, разгледавме теренот, голем снег падна, едва успеавме да прошетаме салата, ама требаше и мост да изградиме, да помине репортажната кола, и мост изградивме. Тоа е она најдоброто кога се работуваат општината, државата, телевизијата во интерес на граѓаните, јавен сервис ме. И ја расклопивме репортажната кола на составни делови, што се вели, и на неколку места ја дислоциравме. Ги не можеше да се качи, а немаме каблови толку да покрие патеката. Направивме снимка Велеславом. И јас сум магнетоскопската снимка, толку беше широка таа лента, одиме со шоферот во Скопје, најавено државно првенство во скијање, Велеславом, Попова шапка. И сега ќе коментираме, ама неавме можност да коментираме, ќе коментираме од студио, сликата ќе гледам, стартна листа, сето. Никога да тргне сликата. Ке тргне, се врти црно-бело. И не успеавме.
И јас излегувам од студиото, пуштипе музика, се извинивме, нормално, оди за Југославија. На степениците седи директор на телевизијата, па скоро сите, и нервоза голема. Одна за Маврово, што е, констатираме дека магнетоскопската глава со која е снимено во Маврово, мора да ја донесеме во Скопје со истата да емитуваме. Не одговара. Временски разлики, температурни и така натаму. Следниот ден слаломот го снимавме, го емитувавме без проблеми, не беше колор, црно-бело се разбира. И словенците ни подадоа рака. Го направивме ние тоа што они ни на памет не им текнало дека може да се направи, да се покрие правенство на скијање на Југославија, ете, со, не знам, на 500 метра, 600 покривме. Ама голема љубов се разбира. Сите сакаа на некој начин, бидејќи учевме телевизија, да се потврдат. Секојаш телевизија, Скопје, сега македонска телевизија, имала изворени кадри, професионални, во сите сегменти, бидејќи ништо, тоа е, ако нешто заеднички, типски се работи, тоа е телевизијата, не друго. Мој печаток новинарски, бидејќи, да не речам, во последните 3 децении ја следам работата на спортската редакција на македонската радиотелевизија, е дека е една од најкомпактните редакции. Најмногу луѓето се добија таков печаток дека соработувале во неа, дека најмногу од оние кои што биле во неа се задржале, не одиле во други редакции, односно во други телевизиски и куки медиумски. Па јас колку паметам, а паметам бидејќи сум од првиот ден, после 4 години поминати и 3 нешто во Млад борец, поминав и од првиот ден сум во македонската во спортската редакција и на 10 април 2001 отидов во пензија, после 40 години работен стаж. Нема многу одења во мое време, или паметам, Зоран Михелов една година осуствуваше, беше генерален секретар на фудбалскиот клуб Вардар, па пак се врати. Одите Миленко Неделковски за да биде меѓу првите што ќе работи во А1 и не знам. Толку си? Што е сега, да речеме, предноста, барем во тоа време на телевизијата национална, на јавниот сервис. Ние го следевме квалитетниот југословенски спорт. Олимписки или светски првенства, екопски првенства, финални надпревари на Лига на шампиони во фудбал, Куп на УЕФА, пливање, атлетика, едноставно многу спортови. Немаше време некој да размислува на трансфер, мораше да работи, а немаше интернет. Мораше да се чита, дури и вестници од странство добиваме, да се сече, да се лепи. И да речеме, јас се сечам, работевме скијање многу, па за мене на срце ми лежеа скокачите, летачите, па имав картотека, веројатно од едно 500 имиња. Најде тоа едно картонче, Атанас Костовски, роден, таму и таму, тогаш и тогаш, тоа и тоа постигнал, и така, кога ќе ти дојде стартен број Тони Ајтовски, и ти вадиш и ќе кажеш, и ги бележиш најдобрите резултати. Сега е лесно, велат, притисни, не сум работил. Да притисни, не знам ни како викаат оној идиот, па ти пишува напред, па ти добро вечер да ги гледаш и изборуваш. Тоа не сум го никош користил, бидејќи немаше такво време. А и не интересно да речеме и за помладите еве колеги совет. Кога ќе го напишете, се уште да речеме побрзо мислам отколку пишувам. Ќе го напишете. Тоа е значи процес за останување овде подолго, па и ќе го прочитате еднаш текстот и тоа е ваше дело, не ви е потребен
не помагало да го читате тоа, изгледа многу поубаво да изгледаш, поубедливо да изгледа, да глубиш едноставно. Гледачите веќе сватија дека има многу глума на телевизијата. Така да во спортската редакција останувале поради тој силен спорт, олимпијадите, не знам. Еве да речеме конкретно Атанас Костовски. 1970 година ја прогласил Југославија за светски првак во кошарка. Тоа е првото светско првенство кое Југославенската македонската телевизија, односно телевизија Скопје, го следела на лице место. И од тога се редат Олимписки игри во Михен, светско првенство во Германија и натаму веќе тргна возот, македонски јазик присутен и до тогаш, меѓутоа веќе многу малку увезувавме други тонови, други. Македонскиот јазик во таа федерација имаше равноправен третман со јазиците, така и вика на народите, Србија, Словенија и Македонија. Атанас Костовски, кој прачаше извештај за некој фудбалски натпрев од Скопје, и во Словенија го слуша. На македонски. На македонски. Спортскиот преглед со три јазика беше на српско, хрватски, словенечки и македонски. Меѓутоа, ние немавме пак толку квалитетен спорт, за да бидеме толку многу присутни. Кошарката работнички, одбојкарите на Вардар беа југословенски шампиони и фудбалот, кој сегаш беше присутен. Тоа беше нашиот влез во домовите ширум федерацијата. Така да спортската редакција придонесе, да речем, многу повеќе од другите редакции за пробивот на нашиот јазик во федерацијата. Интересно, да речеме, се случувало на Планица, пренесувам летови скокови, која ќе се ракуваме, од спортскиот преглед. Луѓето знае, не познава. А имаше и многу наши македонци, да речеме, во Словенија, кои едва чекаат, не заради тоа што го љубеат толку Вардар да бива, за него едноставно како да бидат на свој терен во некоја друга земја, која ќе го слушнат нашиот јазик. Го споменавме оној надпревар кој што вам ви оставил најмногу восеќавање, почеток на вашата спортска кариера во Тампере, меѓу Југославија и Советскиот сојуз, меѓутоа потоа се редат веројатно голем број спортски надпревари, преноси од нив, известувања. Во главата имате ли некоја бројка? Колкав бил тој број? Па некаде околу 2500 преноси и снимки, магнетоскопски снимки, околу 30 на спортови. На почетокот се моравме да учиме, нормално се учевме и конјички спорт, и мечување. Добро, мечување не беше проблем, тоа беше македонски силен спорт. Карлинг, како се викаш? Карлинг. Мора. Тоа е на програмата и тоа треба да се проучи, пропозиции, тамо го има, не може да се побегне од тоа. И тоа што беше интересно за телевизија Скопје, па и сега за македонската телевизија, сега гледам на светското првенство во Катар, конечно имавме екипа, доволно новинари. И сега може да се представите, да речеме, нашата прва олимпијада покриена комплетно со македонски јазик е Минхен 1972 година. Никола Сознатов, Ива Мировски, Диме Костовски во внатрешно политичка работеше, Атанас Костовски. Ние четворица. На заеднички состанок, јас како уредник на редакцијата морав да присуствувам, се планира и програмата, тоа ќе има од она голема понуда, да. Играта што ќе пренесува, бидејќи не можеме да слики, него заеднички си мора да работиме. Седам на состанок каде што словенците имаат 12 коментатори,
Српско-хрватското подрече 18. Иста програма. Сега не едно врекиче да ставите на грб или 4. Они ставаа по една вреќа од 25 килограми на грб, ние по 4 стававме. Значи они имале специализиран коментатор за секој спорт. Точно. Ние бевме, ајде да не речем, игравме симултанка едноставно. Ама затоа бевме прави олимпијци. Стигнуваме секаде на свое место, иако потоа, да речеме, јас пишував во екран, тоа имаше еден неделник во Нова Македонија за филм, телевизија. Напишав 99 броја спортски екран и бележев и тука што се случува зад камерата. Сигурно ќе ми интересира. И кога се вратив, кога прочитав коментар на, да речеме, оно што внимателно следил нашата програма, од прика 3 збореа тогаш кога требаа да молчат тогаш кога требаа да зборуваат. Демек, тоа било голема глупост на телевизија Скопје што испрати коментатор или, добро, критиката секоја треба да насочува. Меѓутоа, оно што седнал да пишува и сега веројатно случува, треба и нешто да праша пред да напише. Ето е впечатокот. Јас те велам дека немаше грешки, и па има грешки, особено кој работи, мора и да греши. Она моја легендарна грешка или замена Шукер, Шуријак, како беше, или обратно. Да. Меѓутоа, не може да се равни и никош не би биле на рамниште со другите во Федерацијата. Дури интересно, ние биравме да спиеме во поевтини хотели од колкониот и ние доаѓавме од неразвиена република која имаше втора категорија на дневници, а те има прва. Па тие $20 или 20 марки многу значеа повеќе. Такво беше, а ние бевме сепак на некој начин и презадоволни, ако можеме со нив на рамниште да застанеме. Јас да речем, сум вршил преноси од Софија, па и од Белград на македонски за целата територија на СФРЈ. ИРТ тогашно. ИРТ. Дури сум бил, да речеме, Португалија и Бугарија ми се чини од студиото во Белград, вршев Офтиопија, кога ќе ставите слушалките, пред вас екранот и вие зборувате оно што ќе видите. Сега се сетив. Еден од најинтересните моменти ми беше преносот Бразил СР Југославија. Ама тоа е по раздружувањето. Сега сме ние Република Македонија. Се уште не беше она, не сме примени во Обединетите нации, па нема она додавка. И се што да се прави? Ова беше до вчера наша репрезентација. И јас мислев што да правам, да не сгрешам, оти те чекаат сега да сгрешиш, дели одма ќе те направат и го носталгичар, ова и ова. И си зедох хартија, си напишав преку екрана во горниот дел, пази, ова не е наша репрезентација. Не е наша. Не сгрешим ниту еднаш, дури еден пријател Вецко од Кичево ми се јави утреден да вика, вика опклада. Се клавил дека ќе кажеш, вика, Југославија, наша репрезентација. Му кажав како се спаси. Да. Во секој случај, телевизијата е најсилното оружје и во политиката и во спортот, и спортистите секојаш сакаат да се видат, и секојаш сакаат за себе да слушнат добро. Сум имал јас, реков, 2500 преноси, однос коректен спрема спортистите. Подобро да не го критикуваш, него му е најтешко. Самата слика кажува дали играл добро или не играл добро.
сепак при некое пробашување синхроно мора да бидеш со моментот, меѓутоа силно оружје е телевизијата и лошиот збор далеку на некој начин стигнува. А кој најмногу сака? Најмногу сака да постие гол, да одигра добро актерот, оној што е на теренот доле. Имало ли пријателство со некој од спортистите, оние врвните спортисти, југословенски, па можеби и странски? Сте се дружили? Да речеме кај тренерите, да тренираме овде, а само со еден спортист су имал, додека активно играше, коректен. Не коректен, него, не знам, пријателски однос. Да. Кај тренерите, долго време сум бил, значи, единствено сум бил во посета на Џоко Хаџиевски и на Стјепан Бобек. Кај Стјепан Бобек, едноставно, кога дојде, знаеше дека најмощно оружје телевизијата, треба да воспостави контакт и убаво од него можеше да се научи. И велеше кусо, а јасно. Јас вика кога сум доле крај линијата, ме ценат, ме почитуваат и во Косовска Митровица, да играше во втора лига, па бегуваше, и не можат, вика, многу да викаат против мене, односно против екипата, а судијата ќе размислува дали ќе ме оштити, односно екипата или не. Џоко Хаџиевски е еден од тренерите кој намногу вложуваше и вложува во себе, и јас му посакувам сега во Пелистере да успее да излезе на европската сцена со оваа екипа. Модерен тренер кој навистина фудбалот го гледа пред се како наука, како поле на докажување и своје и на екипата на која работи. Од спортистите само на Драган Мотибарик сум бил и мислам и дома, да не речем дали беше и на свадба. Беше дојден од Срем, направив една многу убава репортажичка, 5 минути, траеше, се битуваше неколку пати, неговиот син Бобан ги правеше првите чекори фудбалски, први чекори, ама беше година и пол, во станот му фрлаше топката и скокаше. Така да, најде, многу блискоста со почит спрема сите, многу блискоста со спортистите не е добра. Да, коректен однос со сите, затоа што очекува утре кога ќе погреши да го премолчиш тоа. Не е добро. А за тренерите, па тие повеќе сакаат успех отколку нас. Другите, ние што сме или гледачи, или коментатори, или известувачи од тој надпревар. Едноставно, они прво ќе соберат славата. А потоа оној што ќе вика уа или ќе рече 1-0, 2-0 или не знам таков резултат. Во секој случај, интересно е тој дел од работата кога екипата ќе ти победува. Тоа сите се на своја страна, на твоја страна или на... Ама кога губи се гледачот прво кога успета, оној што зборува, оној што му досадува на некој начин. Така да, тука со добар спорт, со успеси и коментаторите и новинарите поубаво поминуваат. Костовски, интересен е разговорот, меѓутоа, имајќи предвид дека времето ни е ограничено, би сакал само на крајот од овој разговор. Верувам дека би можело да се направи уште едно продолжение, меѓутоа, кога вака денеска го гледате спортот и спортското новинарство во Македонија, задоволни сте што се случува, каде се движи, во прав правец, во вистински правец или многу далеку од она што треба да биде вистинско спортско новинарство? Добро, најлошо е за колегите. Ако ги ако ги затвараме очите. Јас секогаш по доброто
би го истакнал отколку полошото. Тој заслужува да му се стегне рака, да му се честите. Зошто, да речеме, Осогово победи во средбата со Брегалница Оштип, а не зошто Брегалница загуби. Сепак предност треба да добие подобриот и тука на некој начин новинарот да се распише, ако е тоа вестник, или да изговори неколку пофални зборови. А ние сме имале топло студено во новинарството и секогаш сме навивале, барем во оној дел, во југословенскиот дел, кога бевме во заедничка федерација, симпатиите ни биле на некои други екипи, затоа што нашите биле малку присутни. Речеме Вардар работнички, Вардар одбојка. На некој начин не отварале врата на големите приредби. По осамостојувањето, сега гледаме овие денови, почувствуваме што значи светско првенство со ракометарите, фудбалот, на четврто место останува во квалификациите. Единствено под раководство на Ѓоко Хаџиевски со Литванија изгубивме тамо 2-1 или 2-0 беше. Тогаш имаме шанси да доебе дури бараш. Не знам, резултатите, успехот го подигнуваат на некој начин нивото на новинарството, на коментаторите, на нашата професија. Подобре да зборуваш за победа отколку пораз. И сега како пензионер, каков е Атанас Костовски? Следи што се случува во спортот или следи понастрана? Па следам. Последно време веќе секоја сабота пишувам во Слободен печат. Сум сфатил се една серија за фудбалот да пишувам. Зашто не затоа што е крал на спортовите, затоа што најмногу има симпатизери. Едноставно мислам дека најмногу од сите спортови во кои е во активната новинарска кариера, првите објавени се токму од овде од Кочани, 1953 мои новинарски делови, трудови, имам дури едно 50 карикатури. Мислам дека како да речем, како да се изразам, новинарството, спортското или било кое, треба да биде блиску до вистината, пред се до вистината, до гледачот, до читателот, зашто брзо ќе те фатат дека лажеш, дека пишуваш неистина, дека зборуваш. Значи, пред се мора да основа да го почитуваш гледачот, ако си вработе во телевизијата или слушател радиото, и оној читател, тој пак најмногу може брзо да те фати дека си навивач или дека пишуваш невистината, бидејќи претходно слушал на радио, гледал на телевизија, а има сега многу време да спореди, има можност еден, втор, трет или четврти вестник. Јас еднаш со еден помлад колега, Вардар ја победи, слога ја го магнат, збирот на оценките за 10 повеќе кај слога отколку кај Вардар. Значи, екипата што губи играла многу подобро. Зошто? Па вика, знаеш, јас го следам професионално тимот, слога го магнат кај Вардар, и мене ќе ми се разлутат овие што ги следам, што за нив што пишувам, отколку овие. Значи, еден диоптер, кога ќе го разделиме, кога со други очи ќе ги гледаме моите и твоите, нашите и другите, ништо од новинарството. Барем од објективното новинарство, она што не води напред и во спортот. Јас ви посакувам добро здравје
да имаме поводи да се видуваме во Кочани, не само за фудбалот, Епа добро, Кочани ќе се врати прво во втора лига, од втора во прва. Беше силен прволигашки македонски тим. Имаше едно од најубавите игралишта и уште го има. Не знам што се случува. Дали заборавија дека фудбалот се игра со 11 мина или нешто друго се случува, не знам, ама ќе се вратат деновите. Јас, кога дојдов во Кочани 51 година, слушав дека има еден многу добар фудбалер, Нишанџиски, не знам како се викаше. Него гледав, Ванчо Нишанџиски, а престојував во Кочани од 1951 до 56 година, кога сигурно Кочани во тој период го даде најдобриот по мене голман, не на македонските, туку и на југословенските простори, Хаџивасилев, Драгоп или Дражо. Мислам да беше во Црвена звезда или во Партизан, ке направеше голема кариера. Тоа беше голман по сите параметри што модерниот фудбал ги бараше, меѓутоа така е. Судбина таква била. Треба да бидеш во силен професионален погон за да одиш напред. Благодарам на љубезноста за овој разговор и да се видиме повторно. Со задоволство, кога да дојдам во Кочани, кога ќе се битува овде, да видам дали се уште сум употребив, барем за ваква работа. Благодарам.